Со проектот Хепенинг на Прилепскиот завод и музеј денеска во селото Небрегово во спомен домот на Блаже Конески, по повод 5 мај денот на македонскиот јазик. Ученици од Прилепските училишта и околината твореа слики со мотиви од делата на Конески, како и нивна лична поезија инспирирана од делото на нашиот великан. Предходно, како дел од проектот и запознавање со Конески уште од најмали нозе, со своји активности учествуваа и најмладите од градот. Наредна активност е читање на поезијата на Конески на повеќе јазици. Се чита поезијата на Блаже Конески на 7 јазици. И тоа на македонски, на албански, на турски, на влашки, на германски, на бошњачки, на ромски. И тоа значи дека Блаже Конески обединува и не учи како да живееме заедно и да ги почитуваме различностите. Учениците кои што се дел од проектот велат дека се горди продолжувачи на неговиот лик и дело. Се чувствувам задолжена да ги следам чекорите на Конески. Денес сум овде да творам за него, инспириран од неговиот живот и од стиховите кои претходно ги прочитавме, створени од Блаже. Со македонскиот јазик сме запознати уште со самото почнување во основното училиште, па се до 4-та година и мислам дека треба што повеќе да ги читаме македонските поети и писатели за што повеќе да допрат до нас како млади личности. Од Фондацијата Небрегово или сега културно-едукативниот центар Небрегово истакнаа дека на само ваков начин, со голем број активности, се подготвуваат идните студенти кои што би го изучувале и чувале македонскиот јазик. Како се подготвуваат, како треба да се подготвуваат идните ученици во средно училиште и идните студенти, а не да се чекаат да се дојдат. Треба да се подготвуваат идните студенти на овој начин како што го покажува и денешниот пример, како што го потврдуваме ние со нашите бројни програмски активности. И уште да додадам, нашите програмски активности доследно се остваруваат. Ние на 100 години уште еднаш афирмативно побаравме да се именува улица со Блаже Конески во Скопје, да се утврди или да се донесе собранието да донесе годишна награда Блаже Конески и да се заведи стипендија Блаже Конески за учениците и студентите, за талентираните ученици и студенти, што ќе го потврдат, што ќе го проучуваат и што ќе го потврдуваат епохалното дело на Блаже Конески. Инаку Фондацијата Небрегово, која постои 21 година, досега има издадено 16 изданија, 10 во едицијата Македонски збор, а останатите во Поттикот Конески.